Продолжува житвата на медали на македонската боксерска репрезентација. 2 злата, 1 сребро и 6 бронзи за младите боксери од Балканското првенство во бокс. Националниот тим на Македонија на Балканското првенство го предводеа тренерите Владимир Цикич и Тархан Демиров, додека во официјалната делегација на првенството беше судијата Стефан Цубалевски. Заслугите реално за овие успеси на Балканското првенство се на боксерите и на тренерите. Ние само сме сервис тука. Така да еве сакам да ги поздравам фамилија Рустемови, навистина златни деца, нивниот тренер Јове, тренерот Демиров, тренерот Владо од Охрид, кои што се потруди и дадоа максимум во делот на работењето со тие деца на припреми, заради тоа што овој успех всушност е плод на малку подолга работа која што вклучува припреми, вклучува работа со нив, со тие деца, ангажмани, така да воедно еве и на нив јавно им се заблагодарувам за помошта што ја дадоа за да донесем успеси. И ние сме горди многу на нашите боксери, на нашите тренери кои не представуваат таму. Дојде време кога со малку повеќе труд, односно и залагање на сите нас, еве излезе она што го спомнавме претходно, дека имаме квалитетни тренери, квалитетни боксери и дека може да донесеме резултати во овој спорт. Па првенствено желбата за да се постигне резултат е тоа што е најмотивирачки и кај спортистите и кај тренерите, воедно еве ние како федерација, желбата за успех и реално верувањето во сите тие тренери, во тие деца. Сега, кога ќе се спомне Балканското првенство, се подразбираат само околните земји. Ова не беше случај, заради тоа што на Балканското првенство учествуваше и Украина, Молдавија, Австрија, Грција, Бугарија, Србија, Словенија, Хрватска. Значи, тоа се во моментот едни од носителите на боксот. Доколку беа присутни и русите, ќе имавме светско првенство наместо балканско. Меѓутоа, еве, нашите деца се покажаа дека можат, тренерите дека знаат и успеавме да донесеме медали. Таму од 11 учесници донесовме 9 медали, така да навистина е успех. За прв пат после подолго време имаме со што да се гордееме. Тројцата боксери кои го носат познатото боксерско презиме Рустемовски, членови на боксерскиот клуб Пилистер Јунак од Битола, овој пат во дресот на македонската боксерска сениорска репрезентација постигнаа одлични резултати на Балканското првенство во бокс во Лозница. До крајот на годината имаме уште едно државно коло кое што треба да го одржиме сега на 30-ти. После тоа доаѓа и еве да кажам главното надпреварување, тоа е државното првенство поединачно. Ќе земеме учество на Гранд Прито во Загреб, како и на надпреварот во Србија, Златна рукавица. Така да имаме се уште до крајот на годината да изработиме уште неколку работи. Се надевам дека и од таму ќе донесеме успех сличен на овој. Во однос на тренерот што сакаме да го донесеме, односно идниот селектор од Куба, амбициите се дека со една ваква генерација можеме да направиме успехи на Олимпијада, што не е нешто нереално, без разлика што сме мала земја. Имаме многу талентирани деца на кои што им треба само малку повеќе работа со поискусни тренери, повеќе борби со поискусни боксери, за да постигнеме успех на Олимпијада. И се надевам дека тоа ќе се случи. Првенствено мора да се заблагодарам на Министерството за спорт и на министерот Борко, кој што ни даде навистина голема поддршка. Она што мислевме дека ни недостасува, тоа е селектор од страна, односно реномиран тренер со универзитетско искуство да дојде да помогне во делот на развојот на боксерите, меѓутоа и на тренерите. Ќе го направи мината година. Прерано е да зборам, меѓутоа еве можам да кажам дека ќе имаме и двајца врвни боксери кои што ќе представуваат нашата држава во меѓународните надпревари, така да за многу брзо време може би ќе имаме и светска медалја за Македонија. Браќата Рустемовски, Ален и Ружди освоија златни медали, а Ардијан се закети со сребрен медал.
Националниот тим достојно го представи македонскиот бокс во Лозница и направи одличен успех и резултат со желба во иднина за уште поголеми успеси и нови победи.